Драги ученици, добар ден. Нема потреба да ја образложуваме ситуацијата во која се наоѓаме. Веќе добро знаете, нели, за каква ситуација станува збор. Па се надевам дека со помош на оваа училница ќе успееме да доловиме дел од наставните содржини кои што се уште ги немате сработено. Јас сум Зоран Тодоров, наставник по историја и по граѓанско образование во Основното училиште Јосип Броз Тито Валандово и ќе се потрудам да ви објаснам неколку лекции по историја кои што се надевам дека ќе ви бидат од помош и дека ќе успеете да ги совладате. Со мене денес ќе работиме за лекцијата Основање на римската држава. Веќе сигурно сте ја поминале темата за античка Македонија, па така добро знаете дека наред доаѓа темата Стариот Рим. Така, прва лекција од Стариот Рим е основањето на римската држава. Инаку, веќе добро ви е познат градот Рим сигурно. Знаете дека градот Рим е главен град денеска на Италија, иначе се наоѓа овде. Добро е да следите стрелката, која што е исто така и со жолта боја. Го гледате градот Рим. Како што гледате, градот Рим се наоѓа на Апенинскиот полуостров. Ова е Апенинскиот полуостров. Терминот Апенински полуостров го добил од планините Апенини, кои што се протегаат на Апенинскиот полуостров, и тоа од овде, тоа е северо-западниот дел на Апенинскиот полуостров и се спуштаат се до југо-источниот дел на Апенинскиот полуостров. Инаку Апенинскиот полуостров е еден од трите големи полуострови кои што се чинуваат Јужна Европа, заедно со Балканскиот полуостров и Пиренејскиот полуостров. И за Апенинскиот полуостров е важно тоа што има специфичен изглед. Како што може да видите, Апенинскиот полуостров има форма на нога, односно на штикла, еве штиклата, од прилика каде се наоѓа, и потоа е исто така познат помеѓу луѓето. Инаку, уште од најстарите времиња, на Апенинскиот полуостров постоеле поволни услови за живот. Што значи тоа поволни услови за живот? Тоа значи дека постоела плодна почва, постоеле пасишта, постоеле шуми, значи постоело се што може да му понуди природата на човек, а човекот да може да обстане. Така, уште од најстарото време, на Апенинскиот полуостров се развило живот и така, значи, на Апенинскиот полуостров имаме развиено живот уште од праисторијата, односно од старото камено време. Инаку, што се однесува до градот Рим, треба да кажеме дека градот Рим се наоѓа во областа Лаци или Латиј. Иначе тоа е денешната област Лацио и тоа е ова овде тука со портокалова боја. Меѓутоа, исто така треба да кажеме дека Апенинскиот полуостров е населен и од други племиња. Не само од племето Латини, кои што живееле во оваа област, туку има и други племиња кои што гледате ви се означени на картата, односно племињата и нивните области. Така, слободно можеме да кажеме, бидејќи историските извори тоа го потврдуваат, дека најстаро племе кој што развило цивилизација на Апенинскиот полуостров е племето Етрурци. Тоа се овие тука племиња, ја следите сигурно стрелката,
Исто така, на Апенинскиот полуостров биле населени племето Келти, или ќе ги сретнете исто така и како Гали. Исто така на Апенинскиот полуостров биле населени племето Умбри, овде биле самнитите, овде биле аполииците, ова со зеленото го гледате биле италците, и треба да се спомене дека во областа Сицилија, тоа е јужниот дел на денешна Италија, ова овде со виолетова боја се картагинците или феникијците. И тука најдолу ни се грците, односно старите грци, за нив веќе сигурно сте работеле и сте слушнале за нивната колонизација, па гледате со оваа жолтата боја овде ги среќаваме на Апенинскиот полуостров и тука тие основале своји колонии, а картагинците се феникијци кои основале своја колонија во Северна Африка, наречена Картагина, и нивен главен интерес било завземањето посебно на јужниот дел на областа Сицилија, зошто ќе видиме во наредната лекција кога ќе зборуваме за пунските војни, ќе видиме зошто е тоа така, но она што е важно и што треба да се знае дека тоа се тие племиња кои што го населувале Апенинскиот полуостров. Значи, Апенинскиот полуостров е составен од овие племиња кои што веќе ги споменавме. Исто така, кажавме дека најстара цивилизација на Апенинскиот полуостров се етрурците. Што значи прво поимот цивилизација? Треба да се знае дека тоа не било уредување само со родовско, племенско уредување, каде што луѓето само се занимаваат со земјоделие и слично, туку тие почнале да основаат градови и во тие градови да живеат така наречен урбан градски живот. Што значи тоа урбан градски живот? Тоа значи дека, замислете, уште во тој временски период, етрурците успеале да ги направат првите канализациони мрежи. Успеале да направат водоводен систем, со што комплетно го промениле нивниот начин на живот на подобро, и исто така етрурците се обидувале да поплочат улици. Односно, улиците ги поплочувале со камен и на тој начин етрурците практично си го олесниле својот живот. Исто така, треба да се напомене, она што сигурно веќе сте го слушнале, а тоа се римските бројки, односно, тие римски бројки практично се етрурски бројки, кои што им ги пренеле на римјаните, а римјаните подоцна ги пренеле низ целиот свет, затоа тие бројки уште во историјата се познати како римски бројки. Инаку, еве неколку цртежи, односно два цртежи од така наречената етрурска култура или етрурска цивилизација, иако се работи за период, околу стар повеќе од 8 века пред нашата ера, може да видите за какви интересни цртежи станува збор. Ова се тука, големци, кои што се насликани и насликан нивниот живот. Ова е тука, еден човек кој што се занимава со уметност, односно со свирење. Може видите, навистина, сепак импресионира за тоа време да се нацртат едни такви цртежи, што е одлика на нивната култура. Сега, како настанал градот Рим? Ќе се вратиме ние на старата карта на ова, со цел, полесно да доловиме. Гледате каде настанува градот Рим. Значи, ќе повторам уште еднаш,
Ова е латинската област, наречена Латий или Лаций, и гледаме дека се наоѓа многу блиску до морето, односно се наоѓа на 26 километри од морето, и тука не е обележена, но нели ќе ви споменам дека тече реката Тибар. Како што може да видите, нели има повеќе племиња, и тие племиња во минатото имале потреба од своја економија. Сигурно се сеќавате, кога учевте нели за најстариот период, дека првата економија е всушност економија на трговска размена. Така, сите овие племиња биле принудени да вршат трговска размена и дел од своите производи да ги разменат, а за таа намена да добијат други трговски производи. Така, праксата покажала дека трговската размена треба да биде на некое погодно место, и така местото го нашле баш на тоа место каде што и денеска се наоѓа градот Рим. Тоа место всушност било средиште на трговска размена. Средиште значи средина каде што има трговска размена. И тука доаѓале етрурците, тука доаѓале умрите, самнитите, италците, грците, картагинците, сите носеле своји производи и на тој начин всушност тука се состанувале, имало голем пазар, се поставувале шатори, привремени живеалишта и така луѓето останувале се додека нели не го добијат тоа што им е неопходно. Така, со тек на време, тие привремени живеалишта ги направиле постојани живеалишта и така почнала да се создава првата населба. Инаку, првата населба на Рим била населба која што била создадена на 7 ритчиња, значи Рим бил град на 7 ритчиња, од кои најпознати две ритчиња се ритчето Палатин и ритчето Капитол. Се претпоставува дека Палатин е најстарата населба од тие 7 ритчиња и дека всушност нели дека тука започнува создавањето на градот Рим. Како и да е, поентата ми е да сватите дека трговската размена која што се случувала на ова место придонело тука да се создаде трајна населба, од таа трајна населба подоцна ќе се создаде еден голем и развиен град кој што нели ќе го носи името Рим. Сега, треба да сватите дека ова што ви го кажав досега се всушност историските извори како настанува градот Рим. Значи, тоа ни го потврдуваат археолошките пронајдоци и историските извори и на тој начин можеме да видиме како настанува градот Рим. Меѓутоа, настанувањето на градот Рим има и своја легенда. Вие треба да знаете дека легендата всушност никогаш нема допирна точка со реалноста и дека легендата всушност има за цел само да пренесе некоја порака. Така ќе видиме и која е пораката која што ќе биде пренесена со создавањето нели на легендата за настанувањето на градот Рим. Можеби и веќе сте слушнале, можеби и веќе нели знаете, меѓутоа ќе ви споменам дека според легендата градот Рим бил создаден од двајца браќа Ромул и Рем. Што вели легендата? Легендата вели дека Ромул и Рем се потомци, односно наследници на еден познат тројански јунак Енеј. Јунакот Енеј потекнал од градот Троја, за градот Троја веќе сигурно сте слушнале кога работевте за Тројанската војна. Знаете дека
во таа тројанска војна помеѓу тројанците и ахајците победуваат ахајците дека Троја е разорнат и така тој јунак Енеј бил принуден да се насели на Апенинскиот полуостров и така тој јунак Енеј успел таму да има своја одредена територија и нели тука да го продолжи својот живот. Токму на тој јунак всушност Ромул и Рем се потомци. Кога се родиле Ромул и Рем, чичкото на Ромул и Рем ги фрлил во реката Тибар со цел, нели, да ги нема и тој да застане на престолот. Арно реката ги изфрлила и нив ги нашла една волчица. Ја гледате волчицата и според легендата Ромул и Рем биле одгледани од волчицата и кога пораснале на местото каде што нели ги пронашла волчицата, тие решиле да направат град. И така бил создаден градот Рим. Тоа е легендата за основањето на градот Рим, меѓутоа ви кажав дека всушност легендата има за цел да пренесе порака, а кога се однесува некоја легенда на владетели или на цареви, на кралеви, на што сакате кажете, треба да знаете дека секогаш легендата има за цел да пренесе дека те имат некакво божеско потекло, така и легендата за градот Рим. Од каде го знаеме тоа? Па има историски извори кои што ни потврдуваат дека Ромул и Рем не биле само митски и легендарни јунаци, туку дека Ромул и Рем дека всушност навистина и постоеле. Така, треба да се напомене дека Ромул е првиот римски крал кој што го ликвидирал својот брат Рем и така продолжил да владее со градот. Тоа е легендата за градот Рим и градот Рим така настанува според легендата, меѓутоа и според историските извори. Сега, треба да знаете дека историските извори ни потврдуваат дека, ајде уште еднаш ќе се вратиме на картата, дека етрурците дошле, го освоиле градот, направиле тука утврдувања и дека на тој начин за господариле со градот Рим. И дека кралевите, понатаму кои што ќе владеат, ќе бидат кралеви од етрурско потекло. Треба да знаете дека во историјата на Рим има 7 кралеви. Сега, не интересира какво ќе биде општественото уредување во градот Рим. Општествено уредување е како се поделени луѓето во државата според имотот. Па така, треба да се напомене дека најпрво постоело родовско уредување каде што начело на фамилијата, бидејќи родовите се распаѓаат на семејства, каде што начело на семејството доаѓа таткото. Па така, во Рим, таткото имал и текако голем углед и авторитет во семејството. Понатаму, како што поминува времето, во време на кралството, населението, како и во секое робо-владетелско уредување, се дели на слободни и неслободни. Слободните се делат на патриции, кои што биле големо поседници или робовладетели, додека плебејците биле слободните селани, занајчиите и трговците, и нормално на последно место доаѓаат робовите. Сега, треба да се знае дека право за управување на државата имале само патрициите.
Еве како изгледаат патрициите, се карактеристични по нивната облека, наметка, кое што ги символизира. Меѓутоа, кога сме кај патрициите, треба да споменеме дека патрициите биле староседелци на Рим. Од тука го добиле и името патриции, односно тоа ќе значи еден вид наследници на таткото. Што значи имаат старо римско потекло. И патрициите всушност биле луѓе кои што имаат старо римско потекло. И веќе кажавме дека патрициите се тие кои што ја држат најголемата и најубавата земја, кои што се робовладетели и кои што имаат право да управуваат со државата. Наспроти нив биле плебеиците. Ги гледате, овие сите овде се плебеици. Кои беа плебеиците? Плебеиците беа, пак ја повториме, ситните занаетчи, трговци и селани. Тие живееја слободно, нема статус на робови, меѓутоа мораа да плаќаат данок и всушност тие не можеле да управуваат со државата. Тоа е многу важно. Значи, патрициите имаат право да учествуваат во државничките работи, додека плебеиците само живеат слободно, плаќаат данок и немаат право да управуваат со државата. Наспроти, овие слободните граѓани биле робовите кои што имале најлош статус, кои што нивниот живот не се ценел, можеле слободно да ги продаваат на пазар, биле принудени да работат бесплатно и на тој начин да ги одржуваат имотите на патрициите, односно на робовладетелите. Тоа е општественото уредување на Рим. Се надевам дека е јасно и дека го разбравте. Сега, наспроти општественото уредување, треба да видиме какво било државното уредување. Веќе кажав дека Ромул бил последниот римски крал. Што можеме да заклучиме дека најстарото уредување на Рим било монархија, односно кралство, односно еден човек стои на чело на државата. Освен кралот, имало и други институции, кои што вие веќе сигурно ги знаете, бидејќи сте ги работеле и во темата Стари Исток и во темата Хелада, меѓутоа и во темата Античка Македонија, и гледаме како и тамо, и тука, освен кралот, имаме Народно собрание, кој бил составено од воено способните мажи, а треба да се напомене дека во тој стар временски период во војска можеле да одат само патрициите, значи фактички Народното собрание е составено од патрициите и Сенат. Сенатот ја игра улогата практично на совет на старешини и е составен од најпаметните луѓе на државата. Значи, пак ќе повториме, уредувањето е монархија, односно кралство, кој имал апсолутна власт, односно бил врховен судија, свештеник и војсководец. После него било Народното собрание, кое било составено од военоспособните мажи, кои што можат да носат оружје, и тука секако бил Сенатот, кој бил составен од најпаметните луѓе на државата и игра улога на совет на старешини. Еве, отприлика, нели, како сето тоа изгледа уште еднаш, еве ви патрици, еве ви плебејци, но еве го и Народното собрание, значи луѓето најчесто се среќавале
на плоштадите, каде што разговарале за моменталната состојба и давале своји предлози, и еве ви го Римскиот Сенат, кој што за време на Републиката, а тоа е во наредната лекција, имал навистина голема улога. Сенаторите се разликуваат по тоа што имале и црвени наметки. Ќе видиме за време на Републиката каква ќе биде, нели, улогата на Советот, меѓутоа сега за сега тоа е уредувањето во римската држава, а тоа се и сите работи кои што успеавме да ги опфатиме со оваа лекција, која што се надевам дека, нели, ќе ви биде јасна.